да се обрати генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, другарот Андреј Петров. Морам да видам до каде се луѓето, за да можат и оние најдолу кои дојдоа да ме чујат и да се видиме. Добро вечер, Прилеп, добро вечер, граду Херој. Добро вечер, прилепчани. Морам да ви кажам, бидејќи поминав многу места, дека со сигурност не сте само најбројните, туку сте и најхрабрите. Сакам да ве поздравам од командантот на миролюбивата војска на отпорот, Бранко Црвенковски. И да ви потврдам да одиме до крај. Нема ни да не премислат, нема ни да не уплашат. Джаве пробуваат и со притисоци и со сето ова што го прават. Треба да разберат. Народот ги неќе. Штом народот е неќе, време е да си одиш. Нема како на друг начин да си одиш, освен на избори. Затоа треба власта да му се даде на народот, народот да одлучи кој сака да го води. Драги пријатели, драги другари, другарки, оваа песна која е химна на некој начин на се ова што се случува, песната на отпорот, песната на италијанските партизани Бела Чао, во нашиот случај не е Бела Чао, туку е Груевски Чао. Бидејќи после она што се случи на 24 декември, под тепањето на сопствените пратеници, потепањето на собствените новинари, потепањето на собствениот народ, проудирањето врз поранешен председател на државата и поранешен премиер од страна на полицијата со пендрак, после сето тоа, приказната дека во Македонија има демократска власт е завршена. Во Македонија нема демократска власт. И не случајно, на медиумски план, од 34-то место, кај што бевме пред 4 години, сега сме на 116-то место. Нема што повеќе да се каже, сликата зборува се. И овој народ што е тука собран, заедно, покажувајќи сила, добро рече идниот градоначалник на Прилеп. Мислеа за 5 дена дека ќе не уплашат. Мислеа дека за 5 дена се ќе престане. Ова трае веќе 50 дена. И ова што ќе трае уште многу долго. Треба да се вразумат. Треба да ги прифатат аргументите кои им ги дадовме. После она што го направија, храмот на демократијата во секоја држава, парламентот, во Македонија е осквернавен. Затоа народот треба повторно да го возобнови, да гласа на демократски избори, заедно на локални и парламентарни избори, да можеме да ја надминеме оваа голема политичка криза во земјата. Верувајте! Верувајте! Нема шанса против народот, ако сме заедно. Сите овие политички партии кои се собраа позади СДСМ, заедно сме. И левица, и центарот, и десницата. Обединети во отпорот против оваа власт. Работата ќе ја завршиме. Не можат повеќе да не лажат дека белото е црно, дека црното е бело. Народот нема леп, не можат да ги прехранат своите семејства. Сиромаштија е невидена. Тие седнати во своите кабинети мислат дека мет и млеко тече низ Македонија. Затоа им порачувам, СДСМ нема да се повлече ни милиметар назад од собствените позиции. Не си правете фантазии.
Немојте пусто да се надевате. Или ќе се решиме во Македонија да ја вратиме демократијата, или ќе имате народ на улици. Без опозиција, локални избори, немојте да ве лаже паметот. Нема да имате. Драги прилепчани, ви посакувам да се гордеете со луѓето кои ги имате и понатака, кои се предводници на СДСМ. Мене секогаш кога сум во Прилеп ми е чест да сум со нив и секогаш кога ме носат тука на Рид. Не знам зашто ме носат на Рид, ама знам дека од тука се гледа Прилеп цел. И мислам дека денеска оваа гледка со овој народ тука што излезе е доволна. Во Прилеп работата е решена. Во Прилеп СДСМ се враќа. Затоа бидејќи до победата има уште малку, ама последните метри се најтешки. Да бидеме уште похрабри, да бидеме уште поцрсни, да бидеме заедно, да се бориме заедно.